Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание кое веќе станува посветено на една многу актуелна тема, а тоа е жетвата. Почнуваме од оваа емисија да ги обработуваме сите теми кои што ги загрижуваат земјоделците околу жетвата. Пред се околу откупните цени, почна жетвата на големо на јачменот и откупните цени се многу ниски, што ги загрижува земјоделците дека тоа ќе се одрази и ќе се рефлектира на ниски цени на пченицата. Односно цените од 8 до 9 денари кај јачменот може да значи дека откупувачите планираат до кај 10-10,5 денари да ја плаќаат пченицата, што е навистина сериозно ниска цена и за јачменот и за пченицата. Единствен заштитен механизам би требало да бидат производните цени кои треба државата преку со научните установи да ги изготви, но производната цена за јачменот доцни ја нема, за пченицата кога ќе се носи се уште не знаеме. Денешната емисија сепак ќе биде посветена од еден друг агол, а тоа е околу аспектот на комбајните и механизацијата која што ни е многу важна за прибирање на жетвата. Поразговаравме со науката како стоиме од аспект на комбајни, колку ни се важни како машини, како да се одржуваат, како да се подготват да бидат во полна функција и кое е значењето на обновата на овие комбајни, кои што се многу значајни да немаат растур на зрна, да немаат одредени загуби при жетва. Во вториот дел од емисијата ќе позборуваме и за една многу значајна тема, тоа се ветеринарите кои што веќе сериозно го креваат гласот околу неисплатата на обврските кои што ги има државата кон нив, но и околу ниските ставки кои никако да се зголемат со години, а државата им наложува секоја година да бијат битка за заштита на населението преку битката со болестите. Од друга страна цените се толку мизерни што не ги покриваат ни трошоците. Доведени се во ситуација да треба од свој џеб да вадат пари, да ставаат бензин, да идат, еве сега има последно жариште каде беше во Каменица, да бијат битка за заштита на населението, да ги спасуваат, да спасуваат и стоката, да спречат ширење на заразни болести и сето тоа да го прават од џеб. Државата само ветува, ќе биде, ќе има зголемување, но во реалноста ништо не се гледа, затоа тие се собра уште еднаш да укажат на итната потреба од ваквата регулација на работите околу да не банкротираат веќе голем дел од ветеринарните друштва. Тука се и редовната рубрика Стручните совети и првата рубрика со која почнуваме, тоа се агровестите. Македонија се соочува со зголемен ризик од суша, поради што се потребни повеќе финансиски средства за реализација на мерки за адаптација, оценуваат од Центарот за климатски промени по повод Светскиот ден за борба против опустинување и суша. Оттаму посочуваат дека земјите од Медитеранот, вклучително и Македонија, се повеќе изложени на подолги сушни периоди, намалени врнежи и континуиран пораст на температурите. Овие промени директно влијаат врз водните ресурси, земјоделството и стабилноста на локалните заедници, при што последиците се почесто се одразуваат и преку економски загуби и зголемена социјална ранливост. Според проценките на ранливоста од климатски промени и покрај зголемената изложеност, подготвеноста на општините останува ограничена, што укажува на потребата од посистематски, подолгорочен пристап во одправувањето со климатските ризици. По успешно спроведената постапка по јавниот повик склучени се договори за давање на користење на дивечот во ловиштата со нови концесии на вкупно 10 ловишта во Прилепското и Полошкото ловно-стопанско подрачје. Во Битолскиот регион нови договори за користење на дивечот се потпишани за ловиштата Бач, Врањевци, Оптичари, Породин, Црнобуки и Трн. Во Прилепскиот регион договори за користење на дивечот се потпишани во ловиштата Ерековци, Тополчани и Галичани. Во Тетовскиот регион договори за користење на дивечот е потпишан за ловиштето Орашје. Новите корисници со потпишувањето на договорите преземаат обврска за заштита, зачувување и унапредување на живеалиштата на дивечот, како и за воспоставување, уредување и тековно одржување на ловиштата согласно високите стопански и еколошки стандарди. Локалниот совет за превенција во Берово упати апел до земјоделците од регионот и останатите учесници во сообраќајот за поголема внимателност и почитување на сообраќајните правила при користење на земјоделската механизација на јавните патишта. Оттаму ги повикаа земјоделците и останатите учесници во сообраќајот да се запознаат со препораките за одговорно однесување и да придонесат за побезбедни патишта и зачувување на човечките животи. Меѓу препораките се истакнува потребата од технички исправна механизација, користење на соодветна светлосна сигнализација и почитување на сообраќајните правила при движење по јавните патишта.
Европската комисија предложи мобилизација на 500 милиони евра за поддршка на земјоделците кои се соочуваат со повисоки трошоци за вештачки ѓубрива, со предупредување дека растот на цените може да го одложи садењето и да представува ризик за производството на храна. Предлогот предвидува користење на земјоделските резерви во рамките на заедничката земјоделска политика на ЕУ, кои во моментов изнесуваат 200 милиони евра, кои се планира и да се надополнат. Еврокомесарот за земјоделство Хансен изјави дека влијанието на растот на цените на ѓубривата досега било ограничено, но сепак дел од земјоделците сега ја преиспитуваат одлуката дали да сеат есенски култури поради повисоките трошоци. Главната тема за денешната емисија со која што почнуваме се ветеринарните друштва, фрлени на колена со години, со ниски цени кои што им ги одредува државата за оние програми кои што треба задолжително да ги спроведуваат за заштита на животните, но и за битка со болестите и со жариштата кои се појавуваат. Со години само им се ветува дека ќе им се зголеми, дојдено е веќе до таму да веќе од дел од ветеринарните друштва финансиски колабираат, да не можат да ги обслужуваат, да ги сервисираат своите обврски и затоа се собраа да укажат одитната потреба да биде решен овој нивни сериозен проблем. Ветеринарната служба во Република Македонија веќе подолго време се наоѓа во една тешка материјално-финансиска криза, посебно во делот на ветеринарните друштва со јавни овластувања, кои што ги спроведуваат активностите по годишната наредба за здравствена заштита на животните. Со таа цел, побарање на ветеринарните друштва, меѓутоа и со обзир на активностите кои што ветеринарната комора веќе подолго време ги превзема за решавање на актуелните проблеми со кои се соочуваме, денес го свикавме овој координативен состанок на сите ветеринарни друштва кои што имаат јавни овластувања во Република Македонија. Со драстичното намалување на буџетот за здравствена заштита на животните во Агенцијата за храна и ветеринарство, ветеринарните друштва дојдоа во ситуација да не можат да ги добијат финансиските средства кои што нели ги изработиле за своите за услугите што ги даваат кон државата. Ветеринарната комора заедно со ветеринарните друштва ги превзеде сите можни институционални мерки и активности за решавање на овие проблеми. Од бројни состаноци со Агенцијата за храна и ветеринарство, бројни состаноци со владини представници, Националниот координатор за ветеринарство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и дојде момент каде што имаме акламација за решавање на овој проблем, за доделување на дополнителни средства. Меѓутоа до ден денес исплатени се само мал дел финансиски средства кон ветеринарните друштва со јавни властувања, а огромен број од ветеринарните друштва се уште ги нема добиено финансиските средства за 2025 година. Покрај тоа, нашето барање за покачување на цените за јавните властувања, што ветеринарните друштва ги даваат во однос кон државата, а веќе се депласирани во однос на економските токови и инфлаторните движења во држава, ние баравме покачување од минимум 50% на цените на јавните властувања. Исто така, од Агенцијата за храна и ветеринарство имаме согласност дека ќе се донеси одлука за покачување на цените, меѓутоа до ден денес се уште истата не е донесена. Како резултат на тоа, да не ја заборавиме важноста на ветеринарната професија во справувањето со сите болести кои што се под ризик за нашата држава. Имено сите знаеме дека и во нашето соседство, меѓутоа и во нашата држава, се присутни заразни болести кај домашните животни и со таа цел ветеринарниот сектор има исклучителна важност да биде во добра кондиција за да може да се справува со нив. Ветеринарните друштва не само што го штитат здравјето и благосостојбата на животните, го штитат и јавното здравје, значи здравјето на луѓето и безбедноста на храната. Затоа денес го свикуваме овој состанок да слушнеме од ветеринарните друштва во кој правец и на што се спремни понатаму за да се справат со оваа тешка материјално-финансиска состојба во која што се најдуваме. Во меѓувреме има дополнителни технички проблеми во спредувањето на активностите по јавните властувања и се надеваме дека Агенцијата за храна и ветеринарство ќе има слух и во нивно решавање. Значи, денес
ги свикавме нашите колеги да кажат во каква состојба се и како да најдеме решение понатаму во однос на оваа тешка материјално-финансиска состојба на ветераните друштва. Значи, ветераната комора на Република Македонија и ветераните друштва секогаш повикуваат на квалитет и се трудат своите услуги квалитетно да ги извршуваат. Меѓутоа, ако вие немате добиено финансиски средства за цела измината 2025 година, а треба да ги почнете новите активности за 2026 година со неисплатени средства, може да замислите како тоа ќе делува врз нивното работење. Има ветеринарни друштва кои што веќе се пред финансиски колапс, односно пред нивно затварање. Знаејќи ја демографската структура на ветеринарите кои што работат во тие ветеринарни друштва, знаејќи го немањето на интерес на ветеринарите за работење со фармски животни и работење на терен, посебно во рурални средини, и воочувајќи оваа ситуација, сигурно дека може да има драстични последици врз спроведувањето на активностите и заштита на здравјето на животните, меѓутоа и на луѓето. Да напоменам дека и во овие околности и покрај оваа тешка ситуација, ветераните друштва се уште излегуваат и успешно се справуваат со заразните болести кои што ги имаме и ден денес. Меѓутоа, до кога таа состојба може да трае, можеме да претпоставиме без пари. Вклучени ветеринарни друштва со јавни властувања негде се околу 120-130 ветеринарни друштва од целата држава. Во однос на сите други буџетски трошења станува збор за символична сума на пари. Така да претпоставиме, еве, ако буџетот за здравствена заштита на Агенцијата за храна и ветеринарство пред 2-3 години бил 300 и нешто милиони денари, сега е намален негде на 150, 160, 170 милиони денари. Значи, преполовен е буџетот за здравствена заштита на животните, значи се врзуваат и раците на Агенцијата за храна и ветеринарство да ги сервисира своите долгови кон ветераните друштва. Па еве, ако буџетот бил над 300 милиони денари претходно и со тоа Агенцијата за храна и ветеранство успевала да ги сервисира долговите, значи да се дуплира оној буџет кој што сега околу 170 милиони ако е, значи до дополнителни 200 милиони денари сигурно би им помогнала на Агенцијата за храна и ветеранство да ги подмири сите своји долгови, меѓутоа и да ги спроведе тековните активности во однос на годишната наредба. На наша жалост, во последните години се појавуваат болести кои што воопшто ги немало на овие предели, значи на Балканот па и во Европа. Со климатските промени, со големите миграции на луѓе, стигнаа болести кои што биле карактеристични за Африка, за Мала Азија и така натаму. Моментално кај нас се справуваме со сипаниците кај овци и кози. Има неколку жаришта, меѓутоа ветераните друштва повторно излегува во сосед и успешно се справуваат со ширењето на болеста. Да не го забораваме присуството на вирусот на африканската свинска чума, кој што е присутен кај дивата популација на свињи. Постојано ни надвиснува присуството на бруцелоза, на туберкулоза, значи кај домашните животни, кај фармските животни и нормално сите други останати заразни зоонозни болести кои што представуваат реална опасност за луѓето. Да не заборавиме дека околу 70% од новите инфективни заразни болести што се јавуваат кај луѓето се со зоонотско потекло. Така да можеме да претпоставиме колкава е опасноста од немање на ветеранен сектор кој што е во добра кондиција. Ние веќе сме ги имале овој состаноците, сме имале бројни состаноци со директорот на Агенцијата за храна и ветеранство, сме имале состаноци бројни и со владините представници. Значи, имавме заеднички состанок со генералниот секретар на влада, имавме заеднички состанок со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со одговорното лице за спроведување на буџетските политики во владата. Испратени се неколку ургентни писма до премиерот на Република Македонија, во кое што се објаснува состојбата на ветеринарниот сектор. Ја имавме посетата на највисоките представници на Европската федерација на ветеринари, кој што има заеднички состанок со националниот координатор за ветеринарство, со директорот за Агенцијата за храна и ветеринарство, и истите испратија ургентно писмо до премиерот во кое што бараат итно средување на ветеринарниот сектор во смисла на подмирување на финансиските недоследности. Значи, ние афирмативен одговор имаме и за зголемување на цените,
и за исплаќање на средствата. Меѓутоа сега сме јуни месец 2026 година, исплатени се само мал дел од средствата кон ветераните друштва, а најголемиот дел се уште ги нема добиено средствата и бараме нормално зголемување на буџетот и за наредната година, затоа што ако остане оваа ставка во буџетот, значи сигурно проблемите ќе се пресликаат и во наредната година. Блокот стручни совети наменет за превентивната заштита во земјоделското производство. Во вториот дел од емисијата ќе зборуваме за жетвата, но од аспект на житните комбајни. После разговаравме со науката колку ни се важни овие машини, колку е важно да имаме обнова, да има фондови за обнова на овие машини и од сите аспекти значајни за предстојната жетва на пченицата и на јачменот. Се ближи жетвата на пченицата како најзначајна поледелска есенска култура. Веќе е почната жетвата на јачменот, особено по вардарието неготинско. Со омасовувањето на жетвата секогаш се отвара една болна тема, како што вие знаете да кажете, тоа се комбајните. Каква ни е состојбата со комбајните? Еден период бевме, ми се чини, уште по катастрофа, сега како да сме малце подобри, ама далеко од она што треба да бидеме. Прво и основно, бројот на комбајни кои што располагаме ние за да биде навремено извршен самиот работен процес прибирање на житните култури е низок, односно е мал. Со тоа имаме пролонгирање, а не можеме да ги следиме и временските услови кои што може во текот на летниот период, како што беше во минатите години, да се појават невремења. Бидејќи тоа директно влијае на самиот квалитет на ожњаната маса, односно на самото зрно. Доволно еден топол ветар да ги фати. Точно, дали топол ветер, дали ќе биде тоа дожд па да полегне самото жито и тоа ќе остане несобрано. И директно влијае на намалување на приносите по хектар површина, за квалитетот да не зборуваме. Бројот на комбајни во Македонија можеби стагнира како бројка, затоа што она што го расходуваме во текот на годината го обновуваме со нова механизација и опрема. Меѓутоа имавме еден период од вакуум кога имавме доста постара механизација, која што механизација не одговара на перформансите на едно современо аграрно стопанство, односно на една аграрна земја. Директно влијае, значи, старата механизација, одржувањето, сервисирањето е многу отежнато, чини пари, директно влијае на трошоците што ги создава на хектар површина. Уште ако направи дефект го среде жетва, па и временски ќе се изгуби. Проблем, да. Проблем не е дефектот колку што е проблем застојот. Така. Затоа што ние сме во трка со времето. Веќе работните процеси во земјоделието не се работат само 8 или 10 часа, туку треба тие да се работат 16-20 часа. Многу добро е подобро и жетвата да биде ноќно време, затоа што условите тоа го дозволуваат. Меѓутоа, за сето тоа ни е потребна една современа механизација, која што за жал ние имаме во ограничен број. Од друга страна, загубите кои што се по хектар површина, во минатото достигнуваат дури 15 и 20%. И ако направиме една проста математика, од 3,5-4 тони по хектар површина принос, значи некаде 600 до 800 килограми на зрно ние го губиме. Едноставно, резултатите кога ќе ги видиме веднаш после неколку дена од жетвата, доколку имаме доволно влага, веќе ќе почне да се појавува да никнува ново. Точно, да. Да позеленува нивото. И како резултат на сето тоа, мораме во следниот период да се насочиме пред се. Моја желба е да можеме да ги искористиме европските фондови за покрупна механизација, набавката за комбајни, затоа што комбајните, за разлика од тракторите, нивната поединечна цена е доста висока. Значењето на добрите комбајни го знаат земјоделците, го спомнавте и вие. Често знаат да гледаме птици позади комбајнот како си колваат, за неколку дена ќе поникне зелено, а перформансите на современите комбајни, неколку земјоделци што имам сретнато што имаат купено нов комбајн, кажуваат тоа се перформанси да не дозволува над 1% да има загуби. Ќе застане буквално во комбајнот. Да, значи тие се опремени со сензорни елементи и делови кои што даваат секогаш сигнализација на ракувачите дека нешто не е во ред и едноставно понатаму не продолжува во самиот работен процес. Врз основа на наши испитувања, наши мерења, пресметки и така натаму, за неколку години, во зависност од површината која што се жнее, самиот комбајн како резултат на заштеда на растурот кој што го даваат по старата механизација, делимично ќе биде тој веќе исплатен. И на тој начин
ќе дојдат до акумулирање на парични средства. Особено за комбинати што имаат поголеми површини. Тие мислам дека не треба да Тие размислуваат. за големи површини се идеални затоа што на поголема површина може да се користат и комбајни со поголем хедер, со поголем зафат, каде што еднократно имаме поминување на многу поголема површина, брзината на движење е побрза за разлика од постарата механизација и со тоа директно се влијае на производителноста. Потрошувачката на нафта, на нафтени деривати, односно на директни и индиректните трошоци на самата механизација се стабилни и како резултат на тоа можеме да очекуваме добра заработка на тој што го изнајмува комбајнот, тој што го користи, дали за сопствена цел или за изнајмување, а од друга страна резултатите на приберената житна маса ќе биде одлична. Ако се земат вкупните површини колку имаме под есенски жита, 60 до 80.000 хектари во најдобри години. Да, некаде беше и 100-120. Беше на времето, да, ама сегашните површини, ние може да кажеме дека со 20 комбајни, со 30 современи можеме цела Македонија. Жетвата трае 2 или 3 месеци. Да, но фактите зборат сосема друго, ние имаме мали површини, расцепкани, дали према површините треба да се димензира и таа механизација? Точно, да. Потребни се и големи, но не толку многу колку што се потребни и помали. Не можеме да користиме комбајн кој што има поголем зафат на мала површина, затоа што при самото вртење во површината, при поминување, мигите се, ветрозаштитни појаси и така натаму, сето тоа влијае на неговата производителност, а од друга страна може да дојде до гмечење, уништување на самата житна маса, полегнување, оштетување од самата механизација. Никој не сака да житната маса да биде уништена затоа што тоа зрно нема да може да го собере. Директно ќе биде намален и приносот по хектар површина. Фактите се такви, дека сега се уште се бориме со старата механизација, со тоа што го имаме, мораме да крпиме додека да дојдат европските фондови и да се наменат стриктно барем у неколку години етапно да ја обновиме таа крупна механизација. Кои се вашите совети до оние што имаат постара механизација, колку е важно да се направат добри подготовки, дур не е почнат уште жетвата или за време на жетва да имаат резерва од најбитните работи, за да немаат застој? Секогаш користење на оној мртов период што е во земјоделието или периодот на стагнација на работните процеси, тоа е крајот на есенскиот и зимскиот период, почетокот на пролетниот период. Самиот комбајн нели представува машина или механизација која што се користи само во текот на летниот период, тоа е неколку месеци. Меѓутоа, што е потребно во текот на зимскиот период? Проверка, детекција на сите аномалии кои што сме ги имале на крајот на минатата сезона, отстранување на дефектите, многу добра регулација, меѓутоа регулација секогаш согласно со условите за работа се разбира со самиот посев, неговата густина. Не по шаблон. Не, никако по шаблон, затоа што сето тоа директно влијае на приносот што треба да го собере по хектар површина, односно на количеството на зрно што треба да го собере. Од друга страна се појавува друг проблем каде што и имаме различни типови видови на житни култури, што значи дека треба да се посебно обрне внимание на регулација на внатрешните елементи и делови, дали е тоа сламотреси, дали е тоа хедер, дали е тоа елементи и делови кои што возможуваат проветрување или однесување на самите плевели, односно на она што останува како резултат на загадување, се со цел да добиеме што е можно почисто зрно. Од друга страна, потребно е да се проверат сите оние системски преносни елементи, делови или елементите кои што го овозможуваат и пренесуваат движењето, дали се тоа каиши, запчаници, дали се тоа лежишта, да се види во каква состојба е. Затоа што површините од населените места се оддалечени можеби неколку километри, најчесто и најлошо за секој ракувач на комбајнот е да се појават дефектите токму на самата нива. Затоа што отстранувањето на дефектот на нива представува, веруете, една голема голгота. Во Македонија постојат сервисни центри кои што излегуваат директно на терен. Меѓутоа, иако Македонија е мала по територија, потребно е време за да се стигне до секое место, сето тоа да се отстрани, да се направи, да се продолжи со работа. А и се разбира, секогаш имаме проблем со резервните делови. Затоа што имаме ние една голема разноликост на типови, видови и се разбира производители на комбајни во Македонија. Не само за комбајни, за било која земјоделска механизација. Имаме се и се што. Немаме стандардизација во тој поглед. Каде ни е најблиску ни е Грција, Турција, каде што можеме да набавиме резервни делови. Меѓутоа, сето тоа треба да го направиме пред почетокот на самата вегетацијска година. Пред почетокот на жетва, да. Нешто ако евентуално сметаме дека нешто недостасува, набави го, користи го ти, да речеме, она што е постарото или она што веќе се уште што е во функција. Меѓутоа не знаеш кога тоа сето ќе откаже. Ако го земеме моделот во Кочанскиот регион со комбајните за ориз, се направи една етапна набавка на неколку 50-тина, мислам дека беа комбајни, беа потребни да имаат оние апарати за сецкање. Тој модел треба ли да го примениме и кај есенските посеви?
знаеме дека ни гори, дека ни се многу важни, се тоа стари, уште имаме змаеви, гледаме, уште жнеат, што е катастрофа. Треба и таму една таква фаза да се сконцентрираме, да речеме сега, овие година, 2-3, треба да ги обновиме житните комбајни. Многу ќе ни значи тоа. Бројот кај житните комбајни е поголем, што значи дека таа етапа на обновување би требало трае повеќе години. Подолго, да. Инаку старосната структура моментално е некаде 20-25 години. Не би сакал да кажам и повеќе, сигурно и повеќе. И 20-25 е многу. Се уште попис во земјоделието немаме направено, верувајте на нас ни треба научна гледна точка да видиме што располагаме во поглед на приклучна, погонска механизација, самодна механизација, за да се видиме каде сме. Во минатото кога разговаравме со колеги, да речеме од балканските земји па и пошироко, и кога ќе спомнеме дека имаме некоја бројка од 50-60 илјади трактори, секогаш се зачудуваат и велат дека вашето земјоделие е интензивно. Меѓутоа кога ќе разговараме какви приклучни машини ние користиме и употребуваме, веќе се враќаме чекор 2. Затоа што во земјоделското производство некаде имаме околу 90-95% од било кој работен процес ние можеме да го механизираме. Имаме ние доволно погонска машина, погонска механизација. Меѓутоа немаме доволно приклучни машини. И тука се уште човечкиот работен, труд или човековата работна рака се уште учествува, а верувајте, работата поквалитетно и временски многу побрзо се завршува доколку се користат агрегати за било кој работен процес. Во било кое земјоделско производство. Кај житните комбајни колку е важен оној апарат за сецкање? Сега се зависи, кај Оризот гледаме дека стана многу пресуден зашто има проблеми со сламата. Кај житните колку треба да се внимава и на тој апарат, не знам, да го има, да го нема, зависи ќе собира слама, не собира слама. Комбајнерот не сака, затоа што на тој начин му се намалува производителноста, треба да се движи малку поспора за да бидат сите тие елементи и делови уклучени на самиот комбајн. Не сака, не дека не сака, меѓутоа во поглед на потрошувачка на енергија треба да наплати по скапа цена. Да, треба да биде цената по хектар површина повисока. А и онака е скапа. Меѓутоа е добро да се врати во површината. Меѓутоа ние во текот на летниот период немаме доволно влага да сето тоа се хумифицира и да се повторно врати како органска материја во почвата. Најлесно ни е на нас. Сточниот фонд го намаливме, така да и балирањето е веќе, цената е висока. Нема на кого да ја дадат. Секој ден со сите овие флуктуации на цената на нафтата и нафтените деривати на пазарот си го носи своето. Зависни сме ние како енергенци и увозници од странство. И едноставно следниот период. Од друга страна, знаете, се менува малку свеста на нашите земјоделци, затоа што сето тоа на нас ни представува и потенцијална енергија. Како потенцијална енергија? Секој остаток што е во земјоделското производство представува потенцијална енергија, затоа што истото тоа може да се искористи дали за производство на брикети, дали за производство на пелети. Законот за заштита на животна средина е многу ригорозен и дециден, дека не сме да се пали, бидејќи се загрозувани или поголеми подрачја, како што беше изминатиот период во Шпицко. Не само тоа, сами си прават штета на почвата. Тоа да не зборуваме, затоа што се менува самата структура на почвата и микроорганизми, односно состојбата на микроорганизми. И живоста се уништува. Да, во самата почва, особено во раничниот слој. Сето тоа негативно влие на тие работи, на тие постапки, што значи дека вклучувањето на сецкалката придонесува за подобри резултати во поглед на враќање и подобрување на органската материја во самата почва. Меѓутоа, балирањето е едно од наједноставните решенија. Меѓутоа, имаме друг проблем, што ќе правиме после со сета таа ожнејана житна маса. Тука е проблемот. Ако немаме каде тоа да го однесеме. Затоа што фармите работат како работат, сточниот фонд е намален, од друга страна, се уште сме во зачеток или во почеток на искористување на алтернативните, да речеме, извори на енергија од каде што можеме да ги добиеме, материјалите и средствата. И до еден период следи каде што, особено помладите, треба да размислуваат во сосема друг правец. Затоа што од ништо ќе добијат нешто. Така. Кој спомнавте младите иднината, еве, кусо само чисто да имаме представа, до каде отидоа житните комбајни? Овие модерните. Што се можат, какви се услови му нудат на комбајнерот, на земјоделецот што ќе ги користи, какви се услови, какви се податоци прибираат? Изминатиот период мај месец нели е традиционален месец на саеми на секаде во светот, така и во тука во окружувањето, најголемиот саем за земјоделска механизација е Нови Сад. Во Нови Сад се прикажа новитетите кои што потекнуваат од развиените западноевропски земји, до каде стигнува нели механизацијата, не само комбајните, туку и тракторите. Можеби цената на почеток е многу висока, меѓутоа се продаде комбајн кој што има поединечна цена од 500.000 евра. Со голем работен зафат, со секаков тип и вид на сензори, со голема производителност, кој што овозможува само да го ракуваат двајца.
работници, учесници во самиот процес, што значи дека ти го намалуваш бројот на учеството на луѓе. Од друга страна може да работи 22-23 часа без никаков проблем. Зошто ние не кажуваме 24 часа? Затоа што 1 час или 2 часа се губи како резултат на дотур на нафта, или празнење на бункери и така натаму, зборуваме од експлоатација, од гледна точка на искористување на самата машина, на коефициентот на искористување на работното време. Меѓутоа, од друга страна, кој ќе видите дека загубата воопште не постои, некаде 0,2 или 0,5%, што е тоа незанемарливо. И кој ќе ги видиме колку хектари може да се собере на ден. Точно, да, и веќе во почетокот на самата негова експлоатација и искористување, со текот на времето за неколку години, за 5 години, тој исто ќе биде... Добро, ако најскапиот е 500.000 евра. Не е најскапи, може би има и повеќе. Добро, еве, од поскапите. Ако речеме дека европските фондови, овие ИПАРД фондовите, ако ги вклучиме во нивната набавка, многу може да помогнат. Може многу да. Поисплатливо ќе биде за земјоделците, тој кој ќе го земе со 50 со 60. Поединечната цена толку висока за нашите поли. Така, нема потреба до толку, да. Може би нешто да биде и малку, да речеме, не малку, него малку повеќе, Така. затоа што функцијата е истата. Меѓутоа нема да работи, да речеме, со таков квалитет како што е ова. Сепак цената си го дава, задоволството си го Кој перформанси ќе ги има, да. секако. Меѓутоа, условите во кои што работат денеска комбајнерите може да се позавиди, за разлика од, да речеме, трактористите. Така. Затоа што се уште кај нас во Македонија се користат трактори кои што немаат кабини, особено во летен период. Или кога имаме заштита на растителните, односно на земјоделските култури. Погубно. Каде што е многу штетно за самиот организам на човек. Дополнително какви се алатки сега со GPS, со компјутерски Затоа да не зборуваме, до каде се отидено тоа? Затоа што дигитализацијата на земјоделието. Знаете што е интересна работа? Сите овие новитети кои што ги гледаме кај автомобилите, кои што се појавуваат сега, и медиумите му е многу попристапно да ги разговараат и да ги кажуваат и да ги насочуваат на самите превозни средства, затоа што тоа е нели за пошироки народни маси. Така. Меѓутоа сите тие уреди најпрво се искористени кај земјоделските машини. Значи GPS-ите се негде користат уште пред 20 на 15-20 години. Каде што сега последниве 7-8 години се користат кај автомобилите. Што значи дека земјоделската механизација можеме ние малку да се пофалиме дека овие новитети или нови алатки кои што се користат кај превозните средства за прво време се искористени кај земјоделските машини. Гледаме сега такси без возач, Ние имаме трактори и комбајни што сами возат, сами вртат по нивата, сами. Знаеш, од твоето само искуство од минатото дека веќе тоа е застапено и се користи особено во современите земјоделски држави и аграрни држави. И тука некаде крајот на денешната емисија, ви благодариме за вниманието со кое не следевте, се гледаме само за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.